Добар ден на сите, ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Оваа пресконференција е посветена на она што во моментов ги имаме како акутен проблем на градот Скопје и решение од градските власти заедно со владата кој што нема да го реши проблемот, напротив, уште повеќе ќе го влоши. ВМРО ДПМН ги повикува Зоран Заев, Јани Макредули и Петре Шилегов веднаш уште денес или уште утре да престанат со нивниот проект за стигматизирање на цели категории на граѓани, а кој што се однесува на налепниците на возилата поврзани со издувните гасови. Во моментов, онака како што Заев, Шилегов и Макредули замислиле, многу мал број на возила, односно само возилата на оние кои што можат тоа да се го дозволат, ќе бидат обележани со зелена налепница. Оваа нивна мерка е директно насочена против средната класа во Република Македонија и против сиромашните, затоа што нивните возила нема да може да бидат обележани со зелена налепница. Тие луѓе со месеци нема да можат да ги користат нивните возила, нема да можат слободно да се движат и ќе имаат реални, конкретни, практични проблеми во нивното дневно функционирање. И тие и нивните семејства. Значи, уште еднаш, со ваквото решение на Зоран Заев, Петре Шилегов и Јани Макредули ќе изгубат илјадници, дури и стотици илјади граѓани на Република Македонија, а проблемот со загаднениот воздух нема да биде решен. Имаме ситуација во која што лицемерите од власта на СДСМ пред само една година маршираа по скопските улици со заштитни маски, велики дека се што треба да се направи е само да се смени Коце Трајановскиот градоначалник, а дека утредента нивната власт, нивната влада, нивните градоначалници ќе донесат чист воздух. Сега не им додат никакви решенија, туку нудат гетоизирање и стигматизирање на средната класа во Македонија и на сиромашните во Македонија, кои што не можат да си дозволат онакви возила какви што замислиле Шилегов, Заев и Макредули дека тие треба да возат. Тоа ќе биде шиканирање, уште еднаш ќе речам, на цели категории граѓани. Стотици илјади луѓе нема да може да појдат на работа, нема да може да појдат на доктор, нема да може да појдат да си ги видат луѓето, пријателите, роднините, мајките, татковците, туку напротив, ќе мора и ќе бидат упатени да го користат алтернативниот транспорт, кој што не може да ги издржи оптеретувањето со кое што тогаш ќе се соочи. Значи, многу мал број на возила ќе може да имаат зелената налепница, која што сакаат да им ја доделат Шилегов, Макредули и Заев. Значи, уште еднаш, оваа мерка е лоша, оваа мерка е штетна, оваа мерка не го решава проблемот на граѓаните, затоа што најголемиот дел од загадувањето доаѓа со затоплувањето и едноставно ќе предизвика бројни секојдневни проблеми за стотици илјади граѓани. Ако треба ова да го сумирам во 30 на секунди на оваа пресконференција, онака како што веројатно може и наадекватно да се пренесе, би било следново. ВМРО ДПМН ги повикува Зоран Заев, Јани Макредули и Петре Шилегов веднаш да прекинат со нивниот проект за стигматизирање, гетоизирање и ограничување на движењето на средната класа и на сиромашните во Република Македонија, затоа што нивниот проект за лепење на лепници на овие возила е буквално скандалозен. Ви благодарам на сите.